Темата на пораката, минатата недела, беше духовна амнезија. Изборувавме за тоа како, вие кои што бевте тука, се надам се сеќавате, и вие кои што не, може би ја видовте на интернет. Но кога зборувавме минатата недела за духовна амнезија, всушност зборувавме за тоа дека како што некои луѓе, особено повозрастните, патат од амнезија, односно ситуација во која што забораваат, почнуваат луѓето да забораваат, не може да препознаат, не може да се сетат на настани од нивните животи, не може да се сетат на личности од нивните животи. И кога една личност има амнезија, всушност таа болест на заборав, на неможност да се сети на минатото или пак на луѓето, и отежнува на личноста да функционира во сегашноста. И некои од вас најверојатно имате искуство со луѓе кои што имале проблем со памтење, кои што имале... Не збориме за проблем со памтење, кој што спомнав минатот пат, не знам, си ги загубил ключевите или пак телефонот и сега кај ги оставив. Ова е нешто многу посериозно. И ако сте имале можност да живеете со личност која што има такво оштетено сеќавање, ако можам така да кажам, знаете колку е тешко. И знаете колку е тешко на таа личност да се приспособи на околината, бидејќи за неа има многу работи кои што се непознати. Но како што некои повозрастни луѓе боледуваат од амнезија, така за жал некој пат многу често ние христијаните боледуваме од она што го нарекуваме духовна амнезија. Односно, тоа е состојба во која што, како што спомнав минатот пат, само еден преглед во која што, состојба во која што не се сеќаваме на што е тоа што Бог го направил за нас во минатото. И кога не се сеќаваме на што е тоа што Бог го направил за нас во минатото, што е тоа што го кажал во неговиот збор, што е тоа што го направил во неговиот збор, тоа ќе ни го отежни нашето функционирање како христијани во сегашноста. Кога ќе се најдеме пред некаква криза, кога ќе се најдеме пред некој пат, дури кога ќе се најдеме во убав период од животот. Знаете, некој пат за жал мислиме дека мора да се сеќаваме на Бог само тогаш кога ни е тешко во животот. Не. И тогаш кога ти е многу добро, треба да се сеќаваш на Бог, бидејќи нашите срца се склони кон удобност, и кога ни е супер, некој пат исто така знаеме да го заборавиме Бог. Така да духовната амнезија е својствена за нас и тогаш кога ни е многу лошо во животот, и тогаш кога ни е многу добро во животот. Ќе се сетите во Стариот Завет, во Изрек, еден од царевите викаше: Господе, не ми давај премногу за да не те заборавам, ама па не ми давај премногу за да не се сомневам во тебе. Со други зборови, и кога имам премногу, и кога имам премалку, треба да бидам многу внимателен што се случува во моето срце. И духовната амнезија не е својствена само за некои луѓе. Верувам дека кога тогаш ако се навратиме во нашите животи, можеби некои од вас сега се соочуваат со тоа, ама ако бидеме искрени, ќе признаеме дека секој еден од нас од време на време патил од духовна амнезија. Секој од нас се нашол во ситуација кај што паничиме, се секираме, се нервираме, наместо да погледнеме назад и да речеме: Бог беше со мене до сега, и Бог ќе биде со мене и сега, и не само сега, туку од сега натаму, независно што ми треба, без разлика дали некоја материјална потреба или пак некој пат многу често станува збор за духовни потреби. Некој пат немаме мудрост како да се однесуваме во некоја ситуација. И во таква ситуација наместо речеме: леле, не знам што да правам, да речеме: Боже, ја не знам што да правам, ама минатиот пат кога бев во каша, ти ми даде мудрост. И го барам сега истото. Дај ми го истото. Минатиот пат кога немав мир, ти ми даде мир. Сега, Господи, ми треба мир, ти дај ми мир во оваа ситуација. Со други зборови, сеќавањето на Божите дела ќе засили нашата вера во сегашноста. И духовната амнезија не е само состојба која што, ако можем да кажеме, е својствена за поединците, за мене и за тебе, и за тој што седи до тебе или позади тебе. Духовната амнезија е состојба која што е својствена, за жал, некој пат и за цркви. Некој пат цела црква ќе знае, мислам, ќе живее во духовна амнезија, ќе заборави на Божите дела од минатото. И кога црквата ќе заборави на Божите дела од минатото, кога црквата ќе заборави на Божите зборови од минатото, само прашање на време кога црквата ќе престане да се однесува како црква. И ќе личи на циркус. И кога црквата престанува да се однесува како црква, кога црквата престанува да живее во својот потенцијал и во својот повик кој што Бог ги дал, тоа е една од најтрагичните нешта кои што може да се случат во овој свет. Кога сме заглавени во сегашната криза, во сегашната ситуација, тоа беше еден тест за време на пандемијава.
за време на и се уште трае нели пандемијата. Се разбираме за време на пандемијата црквата имаше можност да рече леле што ќе правиме, ќе мора да се затвориме и ќе чекаме додека не се отвориме и ќе кјутиме само или пак да речеме какви ни се можностите, такви ни се. Ако треба да одиме онлайн, ќе одиме онлайн. Ама знаеме на што Бог не повикал пред многу време, а тоа е да го споделиме евангелието. Дали ќе биде со физичко присуство, дали ќе биде онлайн или ќе бидат двете, битно црквата не треба да паничи. Независно со каква ситуација се соочува. Утре можеби ќе дојдат прогонства за христијаните. Првата црква се соочувала со огромни прогонства. Ама обстоила зашто? Затоа што знаела дека Христос рече: "Јас ќе изградам мојата црква и вратите на пеколот нема да надвладеат." Се вратија на Божјите зборови и рекла: тешко е, не прогонуваат, некои од нас ги убиваат, ама тоа што Христос го кажа, тоа ќе го направи. Така да ќе одиме храбро напред. Сега, зборувајќи за духовна амнезија, минатиот пат зборував, ќе се сетите за старозаветни примери, за тоа како во Суди 8 глава писателот на Суди вика израелците ги заборавија Божите дела, како Бог ги избави од нивните непријатели. Ама да не испане дека само луѓето во Стариот завет биле склонни кон духовна амнезија, денеска ќе збориме за еден новозаветен пример. За тоа што значи, ако може да кажеме, да боледуваме од духовна амнезија, кои се последиците од таа духовна амнезија и многу важно нешто за кое што не зборевме минатиот пат е како Бог се однесува кон нас тогаш кога боледуваме од духовна амнезија. И отворете ги Библиите, пред вас имате Библии, во Евангелието според Марко 8 глава. Хајде, добро е кога се чита од проповедална, и кога некој ќе ви рече отворете ги вашите Библии, тоа не дека ќе ви стави Господ плюс ако имате Библија отворено, ама подобро се памти. И кога велам отворите ги Библиите, може да ги отворите, нели, ваква печатна Библија, ако сакате може да се отворите телефон, имаме Библиите на телефон, ама добро е да се памти, да се прати бидејќи повеќе се памти. 8 глава Марко, 1 стих па понатаму. Значи читаме од 1 стих. Вика: во тие дни, кога се беше собрал многу народ и немаше што да јадат, Исус ги повика учениците своји и им рече: "Многу ми е жал за народот, оти 3 дена веќе стојат при мене и нема што да јадат. Ако ги распуштам гладни по куќите нивни, ќе премалеат по патот, зашто некој дошле оддалеку." Учениците му одговорија: "Од каде може човек сите овие да ги нахрани со леб овде во пустињава?" И ги праша: "Колку лебови имате?" А тие одговорија: 7. Тогаш му заповеда на народот да поседне по земјата, па откако ги зема 7 лебови, за благодари, ги раскрши и им даде на учениците свој да ги разделат. И тие ги ставија пред народот. Има и малку риби, како ги благослови, заповеда да ги разделат и нив. И јадеа и се наситија и крена 7 кошници останати парчиња. А оние што јадеа беа околу 4000 и ги распушти. Една од најпознатите Исусови чуда е токму ова. Верувам дека и децава да ги прашаме во црква без да го прочитаме знаат, бидејќи учеле на детски часови за Исусовото чудо, каде што Христос со многу малку храна нахранува многу голем народ. И всушност има две вакви чуда. Тука вика дека нахранил 4000, повеќе од 4000, збориме, нели 4000 само мажи, биле само мажи плюс жени, деца, значи имало многу народ. И претходното чудо е оно во кое што нахранил над 5000 луѓе. Значи се наоѓаме во ситуација во која што Христос прави две многу слични чуда и овие две слични чуда ќе бидат на некој начин основата за оно што сакаме да го кажеме денеска. Всушност, овие две чуда ни покажуваат како апостолите имале духовна амнезија барем на момент. И ако апостолите можеле да имаат духовна амнезија, колку можеме и ние повеќе да имаме духовна амнезија, односно да заборавиме што е она кое што Бог го има направено претходно во нашите животи. И во 8 глава сега што го читаме, значи има многу народ, Христос им вика на учениците: "Дајте им нешто да јадат." И учениците викаат: "Ти дали се слушаш што зборуваш? Не баш тие зборови од приликата му кажуваат. Од кај да им најдеме на луѓе во храна?" Имаме тука над 4000, значи ова ви е, речи, да имате еден митинг и на митинг некој вика: "Дај им сега одеш на сите да јадат." Голем народ, нема од кај ќе му најдеш. Апостолите му викаат: "Не можеме ние да го направиме ова." Најверојатно немале ни средства толку многу, а и немало од кај да купат храна, бидејќи вика: "Од каде може
човек сите овие да ги нахрани со леб, оде во пустињава. Со други зборови, пусто место е овдека. Зарем Господ не знаел дека е тоа пусто место? Зарем Господ не знаел дека дека нема продавници околу? Дека нема дрва, нема растенија кај што ќе може да се набере некој плод, па да им се даде на луѓето. Ама сепак им вика Христос на апостолите: ајде бе, направете нешто. Дајте им храна на овие луѓе. И апостолите викаат: нема шанси. Од кај ќе го направиме ова? Кај може човек да најде толку леб за толку многу луѓе? И на некој начин Христос ги поставил апостолите во една незгодна позиција. Замисли над 4000 луѓе да гледаат во тебе и да викаат: ајде бе, нели вие требаше леб да ни даете? Еве, учителот ваш ви кажа да ни даете леб. Ајде, кај е лебот? Па ги знаете како се луѓето, ако им дадете само леб, па ќе речат: сега само леб ли ни давате? Дајте нешто да намачкаме на него, нешто плюс, не само леб. Ама некој пат ќе се случи во нашите животи Христос да не стаи во таква позиција преку тоа што го бара од нас во Словото. Да не стаи во позиција кај што ќе речеме: ја не знам како ќе го направам ова. Предпоставам сите вие сте се нашле во ситуација во животот кај што ќе се најдете во тесно, ќе се најдете во ќоше и се викате: ја врска немам како ќе се снајдам во ситуацијава. Нема шанси. Апостолите буквално со други зборови викаат: нема шанси ние како ова да го направиме. Но некој пат Исус ќе направи, ќе не стави во ситуација и ќе побара од нас да направиме нешто што на прв поглед изгледа невозможно. И за апостолите ова било проблем. Како ќе нахраниш над 4000 луѓе, кога нити имаш толку многу пари, нити имаш продавници од кај да купиш, дури да имаш пари, а сите чекаат на тебе. Некој од вас ќе речат: абе, немаме 4000 луѓе, имам 23 кои што не можам да ги прехранам дома. Кај 23 па камо ли 4000? За апостолите ова било проблем. Ама вистинскиот проблем не е тоа што тие ниту имале храна, ниту имале пари да купат храната, ниту пак имале продавница од кај да купат храната. Површно ако погледнеме, да, тоа е проблемот. Апостолите немаат кај да купат храна. Ама ако погледнеме суштински, ако навлеземе малце подлабоко во целава ситуација, главниот проблем не е тоа што апостолите немаат кај да купат храна. Главниот проблем е тоа што апостолите имале духовна амнезија. Проблемот е во тоа што заборавиле што Бог направил претходно. Спомнав дека има две чуда, кај што Христос нахранува голем народ со многу малку храна. Ова е кај што нахранува 4000, претходно има таму кај што нахранува 5000. Две глави порано во Марко е опишано тоа чудо. И тоа прво чудо ни открива кој е проблемот во второво чудо, односно во реакцијата на апостолите. Апостолите требало да речат: чекај бе, гледа што направи он пред неколку недели, месеци, колку и да, не знаеме колку време поминало помеѓу овие две чуда. А оно што требало апостолите го направат е да се навратат во Марко 6 глава 30 до 44 стих. 32. Вика: отидоа со кораб сами во осамено место и ги вида народот кога си одеа. И го познаа мнозина, па пеш од сите градови тргнеа таму, ги испреварија и се собраа при него. А Исус кога излезе вида многу народ и се смилува над нив, зашто беа како овци без пастир и почна да ги поучува многу. И бидејќи веќе времето поизмина, учениците негови пристапија кон него и рекоа: овде е местово пусто, а и доцна е. Распушти ги за да си одат по околните места и колиби и да си купат леб, оти нема што да јадат. Он им одговори: дајте им вие да јадат. А тие му рекоа: освен да отидеме и да купиме за 200 динари леб, па да им дадеме да јадат. Потоа он ги праша: колку лебови имате? Одете и видете. И кога видоа, рекоа: 5 лебови и 2 риби. Тогаш Исус им рече на сите да поседнат на купчиња по зелената трева. И поседнаа на редици по 100 и по 50. Он ги зеде 5 лебови и 2 риби, па кога погледна кон небото, ги благослови лебовите и ги прекрши, им ги даде на учениците своји, за да им ги стават пред нив, исто така им ги раздели и 2 риби на сите. И јадеа сите и се наситија. И кренаа парчиња од лебот и од рибите полни 12 кошеви, а оние што јаде од лебовите беа околу 5000 мажи. Знаете, овие чуда се многу поврзани, иако има некој одреден временски период помеѓу нив. Бидејќи во првото чудо, во Марко 6 глава, Христос им покажува на апостолите дека кога ќе ми го дадете тоа малку што го имате, јас можам да го направам многу. Јас можам тоа да го преумножам.
И после некој период, јас верувам дека кога апостолите го виделе ова чудо, они биле воодушевени. Замисли, тоа никој пат у живот не го виделе, не ни помислеле дека ќе го видат. Не ни читале во Стариот Завет дека кога Месијата ќе дојде, со малку храна ќе нахрани голем народ. Значи они свикале Месијата ќе дојде, ќе ни ослободи од римјаните и толку, ништо повеќе. И доаѓа Христос, Месијата, и прави вакво чудо и верувам дека во првите не неколку дена, првите неколку недели, можеби неколку месеци поминале, они биле као вау. Се сеќавате ли што направи Христос? Толку малку храна нахрани толку многу луѓе. Ама поминало одредено време и Христос ги става во иста позиција. Скоро, не точно 100% иста, ама многу слична позиција. Каде што има многу народ и Христос си вика што ќе правиме со храна. И некогаш во животот Бог ќе не става во слични позиции како што сме биле претходно. Некој пат Бог ќе интервенира во нашиот живот и викаме слава на Господа, леле ова колку ми ја ојача мојата вера. И јас веќе никој пат нема да се сомневам во Господа. Слава на Господа, алелуја. И Бог вика, окей, ајде да испитаме таа вера. И ќе не стави во многу слична ситуација како што сме биле претходно. Да видиме дали таа вера на вистина држи или е само нешто привремено. И кај апостолите сигурно било, леле, Христос нахрани над 5000 луѓе, као ова е слава ти Господи. И после некој време Христос вика, ај сега имаме над 4000 луѓе пред нас. Што ќе правиме? И тука излегува во 8 глава Марко, излегува на виделина духовната амнезија на апостолите. Знаете што би било добро да читаме? Библијата е реална, ги опишува луѓето како реагирале, не како требало да реагираат. И апостолите требало да кажат, Господе, ти бараш од нас да ги нахраним овие 4000 луѓе, над 4000 луѓе. Ние немаме ништо со нас. Имаме неколку парчиња леп. Ама пред неколку недели, пред неколку месеци се сеќаваш ли на тоа чудото што го направи? Ние ќе ти го дадеме тоа што го имаме и после ти правиш што ќе правиш. Тоа е, умножи го, тоа би било идеалната реакција на апостолите. Наместо тоа, они викаат, кај да ти најдеме лебови сега? Кај да ти ги најдеме нова апостол место лебовите? И очигледно е дека имале духовна амнезија и таа духовна амнезија наместо да ги води, наместо ако ја немале, они ќе биле храбри, ќе покажале смелост, ќе рекле како, Боже, ние не можеме, ама ти можеш. Ама бидејќи имале духовна амнезија, заборавиле што Бог направил претходно, викаат, нема шанси, точка. Знаете, добро е ако ќе речеме нема шанси во животот, ама да има запрека после неј да речеме нема шанси, ние не можеме, ама ти можеш. Проблемот е, и тоа го прави духовната амнезија во нашите животи, кога забораваме на тоа што Бог направил, ако ќе речеме само нема шанси и ставаме точка и ништо повеќе. И некој пат за жал и ние се однесуваме како апостолите. Ке не стави Бог во одредена ситуација кај што има одредена потреба која што треба да се исполни, пак ќе речем дали е материјална или духовна, која иде, некој пат е потреба за храна, некој пат е потреба за мир, некој пат е потреба за радост, некој пат е потреба за проникливост, за мудрост, и кога ќе се најдеме во некоја таква ситуација, ни викаме, нема шанси. И изборот на секој од нас кога ќе се најдеме во таква ситуација или да се сеќаваме на тоа што Бог го направил, или да се секираме. Секој пат ќе се најдеш во ситуација кај што имаш некаква потреба, или ќе се сеќаваш и ќе речеш слава на Господ за тоа што го направи тогаш, ќе го направи и сега, или ќе се секираме и ќе речеме јас не знам од сега натаму како ќе биде. Не можам јас. И кога живееме со духовна амнезија, кога забораваме на тоа што Бог го направил вчера, тоа ќе го промени начинот на кој што се однесуваме денес. И тука стана збор и како поединци и како цркви. Кога се забораваме на тоа што Бог го направил вчера, ќе се однесуваме поинаку од тоа што треба да се однесуваме денес. Наместо апостолите да се чудат од кај ќе добијат храна, од кај ќе немаат храна, тие само требало да речат, Боже, ние не знаеме, ама ти знаеш. И добро е да дојдеме кај Бог во животот и да речеме, Боже, јас не знам, ама ти знаеш. Да речеме, јас не можам, ама ти можеш. Знаете, кога една возрастна личност пати од амнезија, не зборам за духовна амнезија, зборам за обична амнезија, амнезијата и го отежнува начинот на функционирање. Минатиот пат малце спомнав за
за баба ми, кој што имаше тешки проблеми со памтењето и баба ми не можеше да се сети кој е кој кај нас дома. За неа мајка ми беше мајка, наместо обратно да видат. И така натаму и внукот и беше некој си дечко кој што дошол, некој гостин дома, а тој уствари цел живот живее во таа куќа, ама за неа јас бев некој кој што дошол на гости. И така натаму, да. И кога една личност има проблеми со памтењето, веќе не препознава кој е кој. Кога имаме духовна амнезија, ние не можеме да препознаеме Божјата рака во одредена ситуација. Не можеме да препознаеме што е тоа што Бог може да го направи. Исто црквата. Кога црквата ќе заборави каква сила и авторитет има во Христос, прашање на време е кога црквата ќе почне да се однесува сосема поинаку од тоа што е запишано тука во Библијата. А склони сме некој пат да заборавиме каков авторитет и каква сила ни дал Христос во овој свет. И кога тоа ќе се случи, кога ќе заборавиме ние на Божите дела, на Божиот збор, ние ќе заборавиме нашиот идентитет. Ќе заборавиме на нашиот повик, ќе заборавиме на нашиот потенцијал како црква и ќе си бидеме ние тука. И Господ нека не пази, ако сме во ваква ситуација, нека не пази, нека не избави од таа ситуација. Ќе си бидеме ние приснати помеѓу народот, ќе имаме црковна зграда. Ама нема да имаме влијание. Кога црквата го губи влијанието во општеството, тоа е многу добар знак дека црквата заборавила кој е нејзиниот повик и кој е нејзиниот потенцијал кој што го има дадено Бог. И тогаш црквата за жал ќе помисли дека нема што да му даде на овој свет. Знаете, апостолите дојдоа во ситуација кај што рекоа ние нема што да му дадеме на овој народ. И кога црквата ќе дојде во ситуација кај што ќе рече па што ќе им даеме на луѓето не ги интересирани в Господ. Тоа е многу опасна ситуација. Не викам дека сите ги интересира Господ, ама ако ќе ние дојдеме на тој заклучок, надвор луѓето не ги интересира Господ, само нас не интересира Господ. Тоа е многу опасна ситуација. Кога ќе дојдеме во таква ситуација, ако сме Господ нека ни избави од таква ситуација, ама кога ќе дојде на црква во таква ситуација, само прашање на време кога црквата ќе почне да се однесува како светот. Кога црквата ќе почне да ги прифаќа стандардите на светот. Знаете, некои цркви тука се уште ги нема во овој дел од светот, ама на запад некои цркви, ама кај да е, се надевам дека нема, ама има шанси да дојде кај нас, го заборавија својот повик од Бог да се држат на словото. И почна да признаваат секакви работи, и почна да благословуваат секакви работи. Почна да благословуваат хомосексуални бракови, почна да признаваат абортуси, престанаа да зборуваат за грев, зошто бидејќи гревот ги навредувал луѓето, не сакаат луѓето да слушаат за грев. Престанаа да зборуваат за пекол, зошто бидејќи луѓето не сакаат да слушаат за пекол. Кога црквата ќе заборави што е и кој е нејзиниот повик, кој е нејзиното учење, прашање на време е кога црквата ќе го прифати стандардот на светот. И ќе почне да се однесува буквално исто како светот надвор. Духовната амнезија води кон поинаков начин на однесување. Кога еден христијанин, кога јас и ти патиме од духовна амнезија, ќе се најдеме во некаква ситуација во животот и викаме што сега понатаму, не знам, не можам, леле, куку мени и така натаму. Наместо да се однесуваме како луѓе кои што го познаваат Бог, кога имаме духовна амнезија, ние се однесуваме како луѓе кои што врска немаат кој е Бог. Ако јас реагирам на животни околности, на ист начин како што реагира мојот комшија кој што ниту оди во црква, ниту пак ја чита Библијата, тоа е многу добар знак дека јас сум заборавил кој е на моја страна. Тоа е еден од главните проблеми на апостолите. Апостолите во Марко 8 глава заборавија кој е на нивна страна. Се разбира, кога Бог е на наша страна, тоа не значи дека нема да имаме никакви проблеми во животот, ама тоа значи дека ќе можеме да ги пребродиме на сосема поинаков начин од тоа што го прават луѓето кои што не го познаваат Бог. Знаете, тоа што апостолите требало да го сватат и тоа што ние денес треба да го сватиме е дека кога ќе се најдеме во ситуација кај што Бог не повикува да направиме нешто. А тука имаме толку многу повици од Бог за нас, за секој од нас. Че повик да го љубиш ближниот, повик да го љубиш непријателот, да го сакаш непријателот, повик да простиш, повик да живееш во мир, повик да живееш во радост, повик да го споделиш евангелието со другите. Многу работа има, ама кога Бог не повикува да направиме нешто, една од најголемите грешки кои што може да ги направиме е да помислиме дека ние сами треба да го направиме тоа.
Јас верувам дека ова што им го вели Христос на апостолите, многу ми е жал за народот, и 3 дена веќе стојат при мене и нема што да јадат. Ако ги распуштам гладни по куќите нивни, ќе премалеат по патот, зашто некои дошле оддалеку. Со други зборови, Христос им вика на апостолите, дајте им вие да јадат. И кога Христос им вика на апостолите, дајте им вие да јадат, он не мислел дека они сами треба да го направат тоа, туку сакал да ги потсети дека вратете се кај мене. Дајте ми го тоа што го имате, и кога ќе ми го дајте тоа што го имате, и јас ќе го приумножам. Значи, поентата не е некој христијани да живееме сами во своји сили. А некој пат, ако бидем искрени, се обидуваме во своји сили. Сега јас ќе го направам ова сам, јас ќе отидам вамо, јас ќе кажам вака, јас ќе кажам така. Бог вика, ај препушти ми ги мене сите тие работи. Ај заедно да ги тераме овие работи, бидејќи ако некој пат ние сакаме во своја сила да го тераме нашиот христијански живот, Бог ќе не пушти некој време. И само прашање на време кога ќе дојде и речеме, не можеме ние веќе да го правиме ова. И апостолите треба да сватат дека Бог е на нивна страна и да речат, Бог Христос им вика, дајте им на луѓето да јадат, они да речат, Боже, ние имаме само 7 лева и немаме ништо повеќе. Ама ти имаш сила. Овие 7 да ги направиш не во 700, во 7000 ако сакаш. Сами ние не можеме. Тоа требало да го сватат апостолите и тоа треба да го сватиме и ние. Кога Библијата не повикува да живееме според христијанскиот стандард, тоа значи надевајте се на Бог да ви помогне во сето тоа. Како што Христос им рекол на апостолите, дајте им на луѓето да јадат, така нас некој пат ќе ни рече, дај му на комшијата да јаде бидејќи нема. И нашата реакција може да биде, Господе, кај ме најде мене, јас сум кнап со пари, или да речеме, Боже, стварно сум кнап со пари, ама јас ќе ти верувам тебе дека ако ти ме повика да го направам ова, дека таа дупка од финансии што ќе ми остане затоа што ќе помогнам, дека на некој чудесен начин ти ќе ја пополниш. Не знам, кога Бог не повикува да им простим на тие што ни сгрешиле. Секој од вас има некој кој што ви сгрешил, вие сте сгрешили на некој пат, кажам. Ама кога Бог ќе не повика да им простим на тие што стварно многу не повредиле, длабоко не повредиле. Ние може да речеме, Господи, јас немам духовни резерви тоа да го направам, немам емотивни резерви тоа да го направам, не можам јас да простам, или може да речеме кај Бог, да одиме кај Бог да речеме, Боже, ти ме повикуваш да простам, јас во себе не можам, ама како што ти мене ми прости, да јас да простам на тој што ме повредил. Знаете, Бог ќе не стави во ситуации кои што се невозможни да ги направиме, да ги постигнеме сами по себе. Ама лекцијата не е јас не можам и крај. Лекцијата е јас не можам, Боже, ама ти можеш да го направиш ова. Не можеме ниту да се спасиме сами, зошто го прати Бог, го прати својот син на Голгота. Ако можевме сами да се спасиме, сами ќе се спасевме, ќе бевме толку добри, ќе се трудевме и ќе се спасавме во своји сили. Не можеме. Затоа Бог го прати неговиот син Исус Христос да умре на Голгота, да воскресне по 3 дена и секој кој верува во него да има вечен живот. Зошто? Бидејќи сами не можеме да се спасиме. Не само што не можеме спасени да достигнеме сами, не можеме и светост да достигнеме сами. Ако сакаме да растеме во светоста, мора да дојдеме кај Бог и да речеме, Боже, ти ме повикуваш на овој стандард и за мене искрено е тешко да го живеам, ама со Светиот Дух кој што живее во мене, ти помогни ми да живеам според твојот збор. Прашањето кое што апостолите треба да си го постават, они си го поставиле ова прашање. Од каде може човек сите овие луѓе да ги нахрани со леб овде во пустината? Тоа е погрешно прашање. Вистинското прашање е следното. Ако Бог нахрани пред неколку месеци толку илјади луѓе, зошто да не може сега да го направи тоа? Тоа е правилното прашање кое што треба да си го постават. И тоа е правилното прашање кое што ние треба да си го поставиме кога се соочуваме со некаква потреба во животот. Ако Бог можеше да реагира минатиот пат, па зошто да не го направи сега тоа? Ако Бог може да ги исполни моите потреби минатиот пат, па зошто да не го направи тоа сега? Ако Бог ми даде мир минатиот пат кога беше хаос во мојот живот, па зошто да не го направи сега тоа? Ако Бог ми даде сила да простам минатиот пат, па зошто да не ми даде сила да простам сега? И така натаму, да не ги редам сите работи кои што Бог не повикува да ги правиме. Тоа е вистинското прашање. А не од каде? Од кај да го направам сега ова? Ете го, Христос го имаш пред тебе. Иди кај него, што да ти треба, иди и барај
барајќи него. Ама многу важна работа во се во ова е тоа што дури тоа сеќавање на Божите дела, на Божите ветувања од минатото, не сме оставени да го правиме сами. Ке се сетите во Јован, Евангелие според Јован 14 глава, кога Христос зборува за Светиот Дух. И кажал дека кога ќе отиде он, дека нема да не остави силата си, ќе го прати Светиот Дух и тој ќе биде тука да биде во нас, да живее во нас и така натаму. И на работите кои што Христос ги кажува за Светиот Дух и вика, тој ќе ве потсети на се што јас ви имам кажано. Со други збори, не мора јас сега сам да се сеќам, туку го имам Светиот Дух кој што ќе ме потсети. Ама не може да ме потсети на нешто што не го знам. Како ќе ме потсети Светиот Дух на стих од Библијата кој не сум ни отворил? Или отворив пред недела дена. И некој пат Светиот Дух ќе не потсети на стих од Библијата, некој пат ќе не потсети на животни настани од околности од нашиот живот, кај што Бог реагирал. Ама за да имаме добра соработка со Светиот Дух, ќе мора да му се подчиниме на неговиот авторитет. Знаете, ако живееме свесно во непослушност кон Бог, во непослушност кон Божиот стандард, кон тоа што Бог не повикал во неговиот збор, и после денеш се очекуваме дека сега ќе се потсетам јас и ќе ми иде добро во христијанскиот, тешко. Тешко е дека ќе ти иде добро во криза. Ако сакаме добри резултати, ако сакаме Светиот Дух да ни помогне да се бориме со духовна амнезија, ќе мора да имаме добра соработка со него. И така тој ќе не потсетува постојано на тоа што Бог го кажал, на тоа што Бог го направил. И во се во ова, добрата вест е тоа што, ако бидеме искрени, секој од нас, кога тогаш си патил од духовна амнезија, некој од нас можеби моментално патат од таа духовна болест, ама дури и кога имаме духовна амнезија, дури и кога не се сеќаваме на Божите дела, толку многу сме фокусирани на сегашноста и на секирањето што забораваме на тоа што Бог го направил вчера, дури и тогаш кога се наоѓаме во таква ситуација, Бог не дига раце од нас. И тоа е многу важно да го разбереме. Бог е полн со благодат. Знаете, он ги поставил апостолите во слична ситуација како претходно, кога го направил првото чудо, со кој нахранил многу народ, и апостолите рекле, од каде најдеме толку храна? Нема од каде. И тоа е многу лошо прашање, многу, нема да кажам глупо, ама не било соодветно прашање. Ама дури и тогаш Христос не рекол, бегајте бе, кај ве најдов ја вас. Знаете, Христос бил многу трпелив со апостолите. И Христос е трпелив со нас денес. Некој од нас да беше на местото на Христос, најверојатно ќе им кажеше на апостолите, вие сте неверници човече. Кај ве најдов, кај ве запустив. Пред неколку месеци го направив ова чудо, наместо вие да верувате сега, вие уште се прашувате од каде ќе најдеме храна за овој народ. Ама он е милостив, он е полн со благодат и го направил чудото без да ги укори, без да ги кара пред сите. Знаете, Христос можел да каже, ги гледате овие апостоли мои. Пред неколку месеци нахранив други луѓе и наместо да ми веруваат, они се прави неверници. Не ги руга пред народот, туку вика, окей, дајте ми колку храна имате, јас ќе го направам да ве потсетам. Повторно ќе ве потсетам што е тоа што јас можам да го направам за вас и преку вас. Христос не дигнал раце од апостолите. И Христос не дига раце од тебе, Христос не дига раце од мене. Ако моментално можеби се наоѓаме во ситуација кај што се секираме, нервозни сме, панични поради било која ситуација во животот, околност во животот, немаме мир, наместо се сетиме на Божите дела од минатото и на Божите ветувања, ние само гледаме пред нас и колку е тешка ситуацијата. И тоа е знак дека живееме некој пат во духовна амнезија, дека забораваме на Божите ветувања. Ама дури кога забораваме, Бог не дига раце од нас. И тоа на кој што е многу важно да го имаме на ум. И затоа не треба да очајуваме, бидејќи Бог е тука за нас. Дури кога се несуваме како апостолите, дури кога живееме во заборав, дури кога не се навраќаме на Божиот збор, на Божите ветувања, на Божите дела, Христос вика, чекај ќе ти кажам пак ќе ти покажам колку сум јас силен и што се јас можам да направам во твојот живот. И не знам секој од нас има потреба да се биде најасно. Секој кој што седи овдека ово утро има потреби. Некој има материјални, некој има духовни, некој ги има и материјални и духовни, измешани се. Ама она што го знам врз основа на Божиот збор, врз основа особено на овие две чуда е дека како што Христос ги исполни твоите потреби порано,
тој може тоа да го направи и сега. Пак ќе речам, каква и да е таа потреба. Некој пат кога збориме за потреби, мислиме само за тоа дека ни треба може и материјално повеќе. Потребата многу често за нас е потреба за мудрост, потреба за простување, потреба за мир, потреба за радост, потреба да, не знам, вие кои што сте родители кои што водите домови, како да ги водите вашите деца, бидејќи некој можеби застренал по лош пат оди и така натаму. Кој да е твојата потреба, дојди ка Христос и кажи му, еве што имам јас потреба. Сам не можам, ама ти, Боже, можеш во оваа ситуација. И апостолите требало да бидат малку похрабри. Би било идеално кога би биле малце похрабри. Ама некој пат ние треба да бидеме похрабри. Но знаете што е добрата работа во целава ситуација? Е тоа што не само што Бог не дигнал раце од нив и им покажал повторно што може да направи, туку им дал шанса и ќе се сетите во Дела апостолски што се направи апостолите. Значи, овие луѓе кои што во Марк 8 глава се збунети и викат и што ќе правиме се, отворете Дела апостолски и ќе видите каква армија на духовни војници беа. Во еден дел од Дела апостолски еден човек вика, односно дали човек или се кружеше глас за нив, вика го превртеа светот наопаку за Христос. Овие луѓе кои што врска нема што да прават, а требаше да знаат што да прават, после некое време, вика го превртеа светот за Христос. И тоа е нашиот повик за нас. Денес исто. Да, може би се наоѓаме во ситуација кај што живееме во духовна амнезија, може би нашата црква се наоѓа во духовна амнезија, ако е така Бог нека ја подигне, нека го трне сето од нас. Ама нашиот повик е да бидеме влијателни за Христос во овој свет. Без разлика колку сме заборавале до сега, без разлика колку наместо да се сеќаваме сме се секирале до сега, Бог вика денеска е нов почеток. Денеска сакам да се навратите на мојот збор, сакам да се навратите на моите дела и сакам да престанете да се секирате од кај ќе најдам храна за овој народ. И оно што апостолите го дознае дека кога имаме малку во животот, а секој од нас ќе рече имам малку од нешто. Кога имаме малку во животот, без разлика дали се финанси, без разлика дали е сила, без разлика што и да е, најдоброто нешто што може да го направиме не е да речеме Боже, јас имам малку и не можам, туку Боже, јас имам малку и тоа малку што го имам ти го давам тебе. Па што ќе правиш ти со него прај од сега натаму. Ама не мора да се повлечам бидејќи имам малку. Бидејќи имам малку, дојам кај тебе и тоа што е малку, Боже, ти можеш да го умножиш и да се прославиш преку сето тоа.